А ние сега треба да се вклучиме со линкот пред МЕПСО, каде што е колешката Елизабета Спасеновска со нејзиниот гостин. Ве ти повели? Добро утро, како што кажа, се вклучуваме од пред зградата на МИПСО, која што во текот на вчерашниот ден и тоа како беше застапена во медиумите, со оглед на тоа што дел од фасадата беше откорнат по невремето кое што завчера го зафати главниот град. Токму да тема безбедност на градбите, денеска зборуваме со архитектот Мартин Пановски. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Да, како што кажав, веќе е познато темата за нашиот денешен разговор. Би сакала вие како стручњак во вашата област да споделите со нашите гледачи дали овој ветер кој што го зафати Скопје беше толку страшен за да се случи ваква непогода или пак станува збор за неквалитетна градба? Добро, ветрот беше силен тука, неминовно да се каже дека е сериозно силен. Не е само дека фасадите, некои од фасадите настрада, така да тука можеме само да шпекулираме. Што се однесува до безбедноста на градбите во однос на ветрот, ако земеме, зградата позади мене која што овие згради Скопје 2014, таму падна голем дел од фасадата која што е изложена на југозападниот дел, веќе од таму дојде ветрот. Видете, кога ќе имате закон каде што мора да изберете најефтино, таков ни е се уште законот, мора да изберете најефтино, неминовно е дека нешто ќе пати. Колку што успеав да видам на видеата кои што кружеа по медиумите и социјалните мрежи, пример немаат ставено клинови на фасадата, кој што може да биде на приземен објект, али на повисок објект како што е објектот од МЕПСО би морало да си има стандард како се мести фасада. Нормално бидејќи имате најефтина цена избрано, сите сакаат да заштедат и онда ко ставаме на онака, буквално валјда нема да дувне ветер. Ali ете дувна ветер и најверојатно има и штета, не сум прочитал дали и колкава е штетата не само на објектот, туку и на околината бидејќи имаше возила долу паркирани. Така да од аспект на колку е нешто добро изработено, во оној јавен сектор каде што државата инвестира пари, дали е тоа локална или централна власт, небитно, рачунајте дека таму се ви е најефтино. Така, меѓутоа и покрај тоа што е најефтино, нели треба да се запазат нормите и стандардите и да не се оди подона да биде небезбедно за граѓаните. Тоа е нормална работа и тука, значи, кога имате една градба, градбата не само што самиот изведувач треба да знае дека е да се придржува на тие стандарди, во целиот процес на градење се вклучени и надзори кои што ја следат, треба да го следат квалитетот на изведбата. Повторно ќе ви кажам, и надзорите се на тендерска постапка со најефтина цена. Значи ги имате и најефтините проектанти, и најефтините надзори, и најефтините изведувачи. Така целокупниот процес кога станува збор за државна инвестиција го добивате најефтиното. Дури не се не гледа во изборот кој материјал го нудите. Значи нема споредба на материјалите дали е овој поквалитетен или не поквалитетен. Во тој дел можам да кажам дека поготово на Скопје 2014 треба му се направи една ревизија за која што јас лично се залагав. За жал не успеавме во таа намера. Се надевам дека некојаш ќе се најде некоја политичка сила која што и волја, која што ќе направи ревизија на се што е направено за да не се случуваат вакви работи. Што се однесува до приватниот сектор, имате се. Воглавном, барем јас со луѓето со кои што сум работел, се е окей со објектите, објектот кај што живеам е мој проект, дури и изведбата е моја, така да е изложен буквално на фасадата е на југозапад. Страшен беше ветрот, не беше пријатно за седење дома, али немаше никакви штети. Повеќе би апелирал на оние делови од објекти кои што не се самата градба. Тоа се реклами кои што се поставени, например кај универзална сала,
падна рекламата од Кроација осигурување втор пат врз возила долу. Од тој аспект тие се можеби понебезбедни работи, еркондишни и такви работи кои што буквално никој не ги следи кој како ги монтира, но сепак за објектите не можам да кажам дека би требало да има и како што немаше. Повеќе беа паднати дрва, реклами, крови, доградби, надградби кои што се суштина диво градби. Тука треба да го бараме неквалитетот и опасноста. Ова не е мал дел диво градбите, бидејќи секој дури легален објект има некој делче кое што е диво градба што некој некогаш дошол и го наместил. Така, би сакала уште малку да позборуваме за проектите кои што ги градат државните органи. Се уште, како што кажавте, е валиден законот дека се склучува договор со оној кој што понудува најниска цена и за градбите кои што сега се градат и кои што во иднина ќе се градат доколку не се промени овој закон, дали сметате дека истото ќе се случува и истото ќе важи, бидејќи дели по дефолт ќе се избира најниската цена, а тоа повторно ќе значи неквалитет. Па се случува и ќе се случува. Тука дилема немам, значи ние баравме да се промени законот, бидејќи поготово за проектите вие добивате неквалитетни проекти. Затоа што за тие пари тоа е тоа што ќе го добиете. Не може да очекувате нешто цело викам нити архитектите, па ни градежниците не се хуманитарни организации за да сега окей ќе го сработиме тоа затоа што сме хумани. Едноставно, кога ќе видите, не е само дали е најефтината цена. Проблемот е што ниеден друг момент во понудувањето не е земен во обзир. Дали имате искуство, дали работите квалитет, кај проектантите, дали имате, пример, награди добивано, кое ви е портфолиото, така да не треба да не чуди зошто ни и на крајот зошто ни изгледа вака градот. Благодарам многу за денешното вклучување во утренски брифинг. Се надевам дека дел од вашите сугестии ќе бидат можеби земени во предвид и прифатени. Фала ја. Ние се одјавуваме од пред МЕПСО, а останете на програмата на утренски брифинг. Следува колешката Кристина Атовска и Контрапункт.